civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено. Секое сопнување на патот кон Европска Унија во нашата земја создава огромен потенцијал за уназадување на демократските процеси и секое отстапување, макар и најмало, му дава простор на хибридниот напад на демократските институции во нашата земја, кој не произлегува само од ултранационалистичките и радикалните, екстремистичките и, како што е потврдено и со низа судски предмети, криминалните структури, туку и однадвор, се разбира, пред се од авторитарните режими, предводени, би рекол, во ова наше совремие од човекот што седи во Кремљ. И сметам дека Европска Унија мора да разбере дека ваквите негативни трендови што се појавуваат во нејзините рамки, без оглед на тоа што ние не сме членка на Европска Унија, директно ги загрозува и нејзините фундаменти за тоа што довербата на граѓанките и граѓаните во институциите на системот и кај нас и во Европа е исклучително кревка категорија, кревка работа. И одвај чекаат структурите кои, нели, центрите на моќта кои ќе видат поколеба на Европа на тој начин, да направат следен чекор во таа долга игра на шах во која од една страна се европските вредности, мултикултурализмот, човековите права и слободи, еднаквоста, правдата и од другата страна авторитарните, мрачните режими, да не ги опишувам, добро ги знаеме сите. Заради тоа е потребно Европа да го свати ова не само како сигнал и молба, туку да го свати како предупредување за ризиците со кои се соочува поради нејзината процедуралност која, би рекол, му дозволува и на еден таков настан или спор да стане високоевропски проблем, што е крајно безсмислено. И се разбира, се придружувам кон тој повик и вашиот и на луѓето на овој панел, вице-премиерот, другарот Џелјо, морам да го наречам, да до Европа стаса тој глас дека ова не е само наша молба. Треба да земат пример од нашата лоша ситуација, дека тоа може да биде загрозување и на нивните фундаменти. civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено.